Ване Поп Златанов. Роден съм у село Тресено, околија Меглинска. Доста димува. Ташко Саров, Лучков во село Плевна, Драно. Село Вандеркова. Чеган, Село Мисија, Егејски оддел на Воденско. Македонија, околија Веровавче. Ристо Тарулевски, село Сарбегово, Село Бабчо. Село Варбени, Ленско, Македонски, Село роден во село Бабчо, Бабчо, село Егејска Македонија, односно Костурско, Ванов Ташко. Село Трежленковски, Лерински. Лабров, Ристо. Роден сум во село Село Дъмбени, околија Калјарска, околија Костурска, Македонија. Егејска Македонија. Ние сме македонци. Ние сме чисти македонци. Чиста македонска крв, комитска. Ние сме крв македонска. Македонка. 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 Македонец. Јас сум македонец и православен. Македонка сум православна. Македонец и православен. Православна македонка. Јас сум македонка и христијанка. Се знае само македонска. Македонска и нема друга. Македонка лично права, чиста, не погрчана. Разболе ми се калина во това поле широко, широко. Втората светска војна беше продолжение со граѓанската војна. И нашите голгота и нашите страдања продолжија. Кога почна грците да прават тој терор, апсења, тепања, палење на куќи, имаше селување, имаше тие го праја од кога ги затворија Одеам и Оделас. Тоа движење сите тие прогресивни луѓе. Затоа се присили народот од тој терор доаѓа сега до граѓанската војна 46. Така почна граѓанската. Колку беа апсени од сите села. И луѓето мораше да излезат по патот. Што ќе праве? А судовите денонокно работе и осудува на смрт. За да се зачува македонското население, се формира нов НОМС АФДЖ. И тоа нужно беше да се формира антифашистички некој фронт заради заштита на македонскиот народ да го води. Немаше во селото наше човек што не отиде да се бори. Немаше. Ние беме 4 брајке партизани. Сестри и 5-та. Раководителна жена.
Бърчедни, сите са иначе 30 души роя. Нашата мала сите се включи в партизани. Имахме организация нов, значи македонска организация. И сега ние формирахме наш отред. Командант ни беше един коч от Юров от Църна река. Доваѓа се радувавме, трчавме по низ. Ако ќе се собере, ќе игра во селото, ние кога деца се радваме, играме тука. Не знам одека дојдоа 3 души. Одека дојдоа. Вечерата. Дојдоа тие, ењо беше Чолаков става. Не, Крсто Чолаков. Едењо и вика, ајде спреми се те зеаме. И тогава ме заваја партизанка. Тоа беше 46-та иуни месец. Не зема партизанки, не организира, дојдоја, ни рекоја на вечерта. Ке се соберите утре од толку години до 30 на сред село. Ке дојте партизанки. Конгреси кој се прави Централни комитет на КПГ велеше доколку дојме се ослободиме до една демократска држава, вие славомакедонците ќе се добиете својот јазик, култура и као нација ќе се таквата. Вие дадовте многу за овие борби. Македонскиот народ заедно со грчкиот народ да си ги оствари своите права и слободи како македонци, да се има право на свој јазик, на свое како на своje ја, да се каже дека е македонец и се друго. Ние беме секој пат за македонско, тие ти ократеа тоа. Ние за тоа излегуваме, за национална слобода, не за нешто друго. Сите за тоа се бореа. У рамките на Грција да можеме да добиеме и верска и сите услови што се дава за на еден народ. За слобода, за Македонија. Зашто ќе одам ја, ако требаш ќе одам војска, па барам ќе јаде и ќе пиев там, не ќе гладувам тука да јадам лучки и овие букавици, костени диви. 46-та година, кога влегува на таа бригада, македонска, имаш од друга страна грчка. И сега требаше да се соедине двете бригади. И дојдоа сега од Грамос, сега чета беше, што беше, не знам, неки ми кажува на мене, не радие на Малимади, не на Вичо, на порта на Вичо, нека дое од едната страна македонците, од друга страна грците. И вика така, оти, ние истиот душман го тепаме, и вие и ние. Да се соединиме за да борбата да биде поздрава. Почетокот вршихме, значи, овој герилска борба. И имахме многу успеси. Ние браќата се споиме тројста слободна единица за да напаѓаме патишта, да ставаме мини, да чинуваме, да напаѓаме диверзантска единица таа и у градови. И у Воден беме фрли бомба, значи на гимназијата. Ставаме мини. Од Трупиш, ти знаеш месата. Од Трупиш за Нестрам, на село Тиквени. Тие што ја праве мината, не требаше ние да знаеме. Само ние изеваме мините и носиме на место и од селото населјаните бракуваме кожи, од овса, од јагне, од некои тие кај вите други нешто тоа и краве да се кисне. И тие двата што ја правиат работа не требаше да менија и завиткувија мините со тоа за да може најде тие бурандаите. И тоа беше многу успешно. Значи не може да стигне во Нестрам ни оружје, ни храна, ни тоа. На Панагица напаѓавме ние пауџиите, платиници од селото што е пак пушкари. Тие беа со униформи пак, дадени од тие скафандри, така модерни начин. Тие идат до граница наша. Ние ќе му главиме некој засаден начин, ќе му влеземе ноќе, ќе доја тие што ги доја. Барам скафандри 4-5 седовне обуви тие, таквите англиските,
и пушки вземе 10 от нив, така амуниция. Или засади, или ќе поставиме мини на патот, или ќе рушиме некој мост. А ние, слободната единица, беме обични овчари, за да не познаат дека сме тако. Не носиме оружие големо, само малеч овие автоматите, значи, под палтата тия гунин, така малци и тоа. После неколку месеци од кај Мачилан се формира една јака единица со многу оружје, со многу коњи од селата ги собравме, да одиме во Стара Грција долу. И поминавме во Каракамен. Грците разбра дека таква единица оде, го обколя Каракамен и отпочнаме јаки борби во градот Негош, во Воден, во околните места. Првата војна на Вичо, 70 толку души беа, дојдоа 3000 полицајци, дојдоа 46 година. И кога не бере, ние позадинците заедно со овие, со партизаните, договор, тие од Војводина беа ден. И се качивме на и се случи, му го тепавме еден командант комеса и тие да ги нема. И ние јуриш по нив и џом се стори. И остана јас коби шуке, кана ме шмак. Трета батальон на Папајано Ахилија се викаше. И таа беше многу јака. Имаше многу јаки жени. Се водеше една борба голема, кој они влегоа натре жените и на сите ги фатија. Ние во Ипир фатиме 38 души голи, како спие во црквата. Влегоме натре, јас имам награда за тоа, влегоме натре и рекоме стој, ние сме на Ахилија бригадата. А се моче тиота на Ахилија бригадата. Која Ахилија? Папајано. И стана голи, раците нагоре, му врзаме раците ние жени, на 5-6 бевме. Имаше 200-300 коњи натоварени со оружје, требаше да поминат, а коњите не може. Беше кај март месец, огромна вода беше, така да со мал чамец, со тој чамец се возеше, едни држат тука фронт, а други преминуват постепено. Некој цела недела беше додека поминиме. Жертви, мертви, таму нема веза, тоа помина. Тие коњите останаа, си ги зеда фашисти и ги вратиле. Само што поминавме на пиери, на тој и тоа, таму не чека, стотици може казани. Се најадевме, напиме, одморивме 2-3 дена. Еден град има Катерин, тука до морето близо, една офанзива на градот. Заробивме таму, фативме, собра коли од селата, натоварија жито, храна, све ше има тие нивните. Таквија се качиме горе. Го оставивме тука, продолжиме. Покрај Олимп, спавме во едно село, големо село тука. Селаните избегани сите. А пред тоа имало фашистска војска и им викало ти бегате, вика, затоа што идат бугари. Колат убиват. И луѓето се исплашија. Ние спаме таа вечер, сабајле станавме едно оро, разигравме како македонци, знаеш. И почна да излегат полека. Еден стар вика, браво бе, деца, вие сте народни деца, од вас да чекаме слобода, вика, тие до сега не плашија, не уништија, се барат јадење, брат, пиште работа. Преспат, чим стана слободна територија, тука беше главниот штаб за Вичо, пошто тука е само слободна, немаше никај Косур, никај Воден, недодор, затоа тука е владата привремена, главна болница во селото мое, стана, главна болница за Вичо, и во Преспа пункт за обука на рекрути, на партизани, што се бере, не обучаваат тука и оттамо ги праќа по единиците. Доаѓа и става по селото, по куќите ги става 10 души во ова куќа, 10 души во таа куќа. Доваѓале, да, многу пати. Пуни вошки, периги. И тоа што можеме, да испериме, да му пружиме тоа што викат, да се стоплат, да се исушат, ако се мокри друго, што ќе му помогнеш? Сите ангажирани во фронто, тие жени, ако не со пушка, денја ноќа на фронто носи
со коњите од селата оружје, ранети носи во болница, ранети прифаќа и така натаму. Па и като девојки ние береме, како се викала, чорапи, плетеме на ракавици, береме храна да му даваме, а јас ка бе одговорна за цело село. Све оружје што идеше преку Југославија идеше и дава и дојдите земји преку Југославија и врвеше, доваѓаше во Преспа моја, ноќе камионите товарени со оружје. Одеа на фронт ги носеа со храна, на фронт ги носеа. Од фронтот ги земаа ранатите, ги носеа во Југославија тука да се лечат, па ги праќаа по разни други држави. Ако не беше Југославија, тука и Албанија, па и Бугарија, нели? Помош што не дава и храна, и оружје, и раните и така натаму, ние можеме да обстанеме. Најголемо оружје идеш од Чешка. Чешко, Руско, тие двете држави ние само. Нешто мало во почеток имаше од Италија, ама после тоа преку Албанија се. Најголема помош дојде 48 година, дојде брод од сите народни републики и бродот дојде до Дурс. И со камиони се ноше храната во Преспа, оружје, храна, све. И тука веќе после почнавме со борбите, те на Воден, те на Негуш, те на Бер тамо, те тука Караџова тамо по тие селата. Тука до 49-та подобро поминаха, знаеш, свое место, секој место ти е познато. При крајот отпочна веќе да се ближи крајот на војната, се види дека не може, знаеш, почна да бегат луѓето, да се разбарчува. Камо ние што ни носеја со коњи, со маски, оружје, ќе победиме. Се знаеше оние со камионишта. Ко фрла е местото гореш. Се знае, Америка помагаше. Во Грција беа англичаните. За таа граѓанска војна му помага англичаните, авиони и се бомбардира англичани беа. Помош од Англија и од Америка има многу, не мало. Остри да униште све што е македонско. А Гркот се криеше, не испаише тоа. Грчката војска ништо не беше за нас. Бурандари викаме. Така може го имате слушнато тој збор. Бурандари се тие најлошите, што и најглупи. Ама американци со оружје, тие не влегувај во бој со нас, се плаше. Знаеш, еден американец, ние еден англичанин го фативме, тоа страшно беше што стануваше по цела војска, аплаузи. И победивме. До 47-8 беа англичаните советници на грчката армија. После дојде американците. Американците дадеа многу оружје модерно и то се рани на Викерс, што го вика, то дум што прави, штета голема. Значи, до 48 март беа, значи, англичаните ракувачи, советници и помош му дава. А после тоа дојде американците и зато ние имавме странска инвазија за нас, македонци или партизани, да кажем. Немаше војна у Грција, никаде. Ни у Хашија, ни од Атина, ни вамо. Само Македонија, дека потеклото, грото беше Пајак, Костовс, Голерин, до Кожани, подолу, то Мечу, Грамос. Тие беа. А тоа е македонска територија цела. Јавија дека до сега беа енглезите, вика, во Грција, командува енглезите, а енглезите се повлекуваат како неспособни се дојде Америка, американска войска. А пред тоа имаше еден слух дека ќе дојде, вика, да пазите што ќе зборите. Ќе дојде, вика, од Обединетите нации една екипа специјално низ партизаните да праша кои сте, што сте, која националност сте, зашто се борите.
47-та година, на март месец, кога дојдоe од Обединетите нации да не виде. Се ме викна Обединетите нации таму со на друга девојка су. И не сликае и ни рекоја така, се извинува на мажите. Вие да не му сте вика бордело тука вика на партизаните. Какво бордело нија? Леле, стана на девојка, што имаја фатено, што ја пострамие таму на полицијата. И му вели, јас му вели, избега од таму му вели, тоа и тоа ми направие. А јас бе девојка честна му вели. И се дојду тука при браќата ми вика. Ти ми се браќа, не може да ми биде му вели љубовници и ние не може да му бидеме љубовници на неј. Ние се бориме рамо до рамо со мажите. Почна јако офензив. Дојде Ван Флит таму, тие американците, знаеш, дава команди. Што сакате? Сакате 50 авиони, нави 5000. Сакате тенкови 1000, нати 5000 тенкови. Сакате артилерија, нави толку, оружје, само да горите. Горите, ништо друго. Со тоа друго нешто не може да успеете ако не горите. А грчката влада баш и пишува тука негде во книгите, имаше со наредба, ако еден македонец, пошто ние бевме, само ние македонци таму, неколку батальони, 2-3 батальони бевме како помош на главниот штаб. Ако еден македонец фатите, уништите го, заколите го, дали се предаде со оружје, дали го заробивте како ранет, било колку, нож жив да не остане душа. Кога едно време ги гледам тропо тамо, војска наредени со пушеваха, подат. А ние, да не кажем, како децте кога се кријат вака, нели, тие, ево, до нас така помина. Кога ги видов, смрзнав, да кажем. Дојдеа сега како 5 метра од мене и ми зборат се така. Јас се слушам, но ништо не му одговарам. Викам, не се предавам, викам. Сам мртов може. Не та теб ми вика, жив ки та фатиме. И ја таа безата друга, тука што беше, се фрлам надолу, одам долу, река им ше пак вир, се фаќам зад корените на трените што шупини што има нате. Тука тие почнаа да пукат, ма ништо. Стојам тука до цел ноќ во водата. Од Долна Мала бегам за Горна Мала. На Горна Мала име тетка. И си викам, тетка ми ке ме скрие. А тетка ми ка ме виде така од и цело село околуđено од војска и од полиција. И ја вие оти сите да се собере на школата. Школата беше на 2 мали, на среде. И го зеваа на малиот брат, по мене. Јорге се викаше. Отиду таму на тета ми, бега и вика, ке ми изгориш куќата. Бегам од таа куќа, одам на друга куќа. Мари бабо сеше на баба од надвор, на вратата, на еден камен така. И надвор имаше бунишче, знаеш што се вика бунишче? Ѓубрето што се бери. И му веле, бабо, ќе се пикнам јас на бунишчето, дојде ми ја покриеш главата, бегај кучко, ќе ми изгориш куќата, вика. Ја му бев мета на шпионите. Имаше 12 души од селото наше. А најлошите беа, да ја кажем тие? Да, Колју Петков, Таши на Кичто, добро бидејќи другото, и Цили Пандев. Тие трите, имаме ден, може колку што има години. И зато ја убиме после. И запали еден партизан цигара. Дојде официром, му вика, абе ти знаеш дека му смораците, вика. Шо е запали таа цигара? Гаси ја брзо, вика, партизано. И он ќе изгасам. И изгаси цигарата
И како во речето така се истркала до доле, имаше рекичка таму. До таму човекот и го снема. Фашисти, продоти. И избега. Тој избега и почна војната. Кланица беше. Наша девојка, да простиш, фатија една на мајка ја силуваја цели војници грчките, заклеја, главата му ја ставија на стап и ја однесо Олерин. Да види партизанките што прават. Јас сум затвор многу пати, 4 пати сум затворена, баш као полиција, тоа што лежев, тоа не го рачунам. Јас 4 пати од 46 и 47 тешко многу и помина у затвор, и 48 ме фатија, ама тие 46 не може да изабрават чедо, третирани, лоши работи, да не ви зборам. Мој братучеди, моја зова, на мажо, сестра, и скина, мене цела ми скина да ме горат чедо со железо, да сечеме вени, да умриш, не се умира, керко, не се умира. Мајка ми 15 години, 47-та година е фатија, јас беа на партизанството, кога не знам која мајка ти затвор. 47 е 15 години. 3 години му даде Фредерики, а другите години беше затвор на Ѓудиколе, во островите ноше камења. И многу мъчно. Аз пушие 65-та година. Ме фатија, ме малтретира многу, што ти кажа, да простиш, крвој тече од мене, од раката, и едно дете од тие фашистите што ме влечеа, панталоните ми се скина и на мене и на таа партизанка, 6 души не фатија. И едно дете застанаме 4 километри ме влечеа. И 2 километри дојде ен джип, не качи у джипа и у Лерин, однесоа и не у болница, у подрумите долу у болницата. И да извиниш едно, да ме моча. Сабале доаѓа војска нивна од некој село кај што биле командантите, рекоме рече. И влегат ги гледат партизани. Отпочна со кундаци и со клоци. А една женска тука, секретар на градот Кардица била и таа расправа, вика, не разбудија клоците и удирањата, вика. Не знаете све што ни прави, што како поминавме тогаш. И не зедоа, ги однеле во некој село, и од тоа село таму ги прибрзувале, после не знам од друго село, трето, а све што тргнавме, ние женските какви срамотилаци, вика, издржавме. Што направивме, то само еден Господ може да знае, друг никој. Фашистите многу ме мачи. Тие ме бараа на мене да ме фате, ви реко, на организација што бев на младината на Јапон, дојдоа да ме фате. И фатие некои девојки, па и мъжки. И до некој на четок, там беше штабо на полицијата, и фатие да им малтретираме на девојките. Кога бев у затвор, у Грција, грците ме силуваа, бабе, удва и дури се степавме со еден од фашистите и не дозволи, ама ми измачија и ме скрши главата, ту ми е главата скршена, бабе. И почна да викав и дојде еден официр, му вика, што? Вика, лаже, не, вика, само сака да фата за косата, ја млада, имав многу коса голема, Вера покојна имаше многу коса, ко млада. И плачеа жените, знаеш, зашо така да ми прават. И му се втури на золба, ми ја фати за фусен, така и носеа до појас, поа долу шиенова горе и остана кутрата на комбинизон золба ми. Едно плачење, едно викање, што ти кажа. И бе мене заказна, оти избрука фашистите. Се ако слушнати нема да ме пуша, да ме си на граница, му се скара, се му каза. И зеа да плачат децата и ме кладоа мене со 80 мажи. Само ја жена. Една жена
ponekad auto i ne u zatvoru, kaže mu ležeja na toj земноделската школа Мечки Валци у шталата. И тоа беше школото не тепа. Не собраа сите и 200 девојки ни вика по име. Вие ќе останете, другите тргнуваме да пројдеме Албанија. Ќе не окружат. Дојде наредба, утре ќе почнат да бомбардират авионите. И нас не оставија со ранетите. Ние и собраме ранетите, ама беше една планина многу оштра и ни донесоа на 20 мазги. По тешките ранети ставивме во мазгите и вадиме горе на ливадите. Ама кај немаш никој да те подржи. И кога гледаме узгора, не окружија, црни беретки. За тука јас што му направи на умпрафорците да види за тие црни беретки. Црни беретки, автоматите, кратки панталони и беретките, кога ги гледаме, а наши офицери што беа ранети, бегајте колку сте убави, ќе ве осакатат. Бегајте! Јас тогаш вадам партината книжка, изгризив и под еден камен, пикна. Да не најдат оти. Од 225 што беме, 225 девојки останати за партизаните и дигнеме сите горе и легнеме на полето од трапот, како се вика, меѓу вода имаше тука, каде не оставија со ранетите и дигнеме горе на сите. И наши капетани станаа ранети. Ако не бегате, сега ќе ве убиеме на сите. Не можеме да ве гледаме што ќе ве прави. И они се турае по нас. А ние од 25 само 5 се спасевме. На сите ги фати. И наредие, попоти комкаше, на што е комкање? Му даваше вино со лажичето и наред му даваше по една девојка на сите војници. Ние кога видиме така, имаше до тука трева, по тревата, ама излегоме од планината векери на голема стена планина и од стената доле. Трагедијата на селото Загоричани е овој символ на трагедијата на Македонија со оно што го направиле грчките власти во 1905 година, во 1948 година, кога направиле нов колеж на цивилно население, на девојки, на жени, на родители на партизани, на девојки вереници на партизани. Тогаш се убиени на најгрозоморен начин, се убиени верениците на мојот братучет Илија, верениците на мојот чичко Јани и други девојки и други мајки. Преку 30 деца у една година утепаа фашистите. А па тие селата во затвор по 12 души на ден тепа од едно село Герман. Още и памтам децата. Го осудија на 100 години. Ама шпионот, Таши, му глава у джебу некој цедулка пак. Дека што имал план да прават за село, да го запалят село. И на крај судијата види што имаш у джебот, вика, му фатија писна и одма вика на смрт. И се бајле од 4 сати и убија. Значи не чека нити 12 сати. Значи. Кога бевме со едно постаро дете да ги пасиме овците на ливадите, почна битка. Се најдовме меѓу двете војски, меѓу партизаните и регуларната војска. И тоа дете, овците се растрка и тоа поголемото дете не однесе да се скривме под еден мост. Во вода и цел ден до овде, тогаш колку имав 5 години, јас бев до овде цел ден до некаде 5 саатот кога почна да се стемнува, тоа беше есен некаде. Бевме во вода. Учествувавме во сите борби, прво од Белавода, Бигла планина, Вичов, од Вичов почна Малимади планина, Грамос најтешкото. Маш ми беше десетар, ја бев на Митролес. Вика, Данчето е таму, да не се плашите.
на Грамос? Тоа беше Грамо, 48-та година, кога тие направија фашистичката тоа со авиони англиски, тогава беше катастрофа голема. Дури болницата што беше на планина, требаше да изземаме, да ја пушиме на Албанија и терее луѓите, и терее партизаните како овси. Беше многу лошо. Јас бе тогава там, уште не бе ранат, после Сарани, и беше многу страшна битка, беше 48-та година. Многу страшна. Просто тие трче кои гнинја ко овци нагоре, на Грамос планината пуша, а ја трапо го држам со митролезо. Една грчинка имав току, ми пунеше лентите. По 40 куршуми, колку влегуват на тая лента. Кој ќе ја ставев јас ние, никој не може да помине таму. Вика, Данчето е таму, нема душман да помине. Ние почнеме се повлекуваме нашата бригада од Бела Вода веќе не стегна и земаме планината поред Желовани села, тука тоа е Вејчо припаѓа, и земаме селото Руля, тоа е близко и Брезница до граница албанска на 8 или 10 километра. Како што одиме распоредени, така бомбардираат, така се рамнуваат, така се убиваат. Кој ги фаќа, кој ги прибира? Тука крај нема. Там биле само ошто останати живи 17 души. Од 500, 17. Сега не знам колку бигаа ранети, ама трупови, едно на друго може по 3 члена. Еден стариот брат пана во Грамо, 48 година. Го удари ракета, тоа не остана ништо од него. Јас бе там близко и ми рекоа да не да го видам. Другиот брат го изгуби окото, кашо јас, во Конца. Не знам, имаш черно за Конца? Да. А третиот брат во Лерин, која беше третиот брат, Лерин која беше борбата, сапна на мина. Ми беше многу тешко, што тројца млади останаја на тој ричто, се фатија, се гушнаја, си запија песната младинска, значи. Тамо горе на планината се борат млади пионери, загинуваме за демократија, на грчките, значи, загинуваме за демократија, не се предаваме и се фрлија од бездна. 100 метра долу, значи, загина. Јас сам ранет, немам око. Ово око не е моје. Тоа ми е, на прага ми го оперира, немам око, левото око не е моје. И тоа во Нестрам, там се го изгуби окото од авионска ракета. Туку ни фрлија минобасач. Стрелка не пукна. До нојсто ни падна. Еден црвенка така, малечка, како шаката. Јас кога се рана на Бела Вода, на Лерин, таму се рана на главата. Ова таму ме донекоја на Катланово. На Катланово ме опериса Мајсторовиќ, доктор Мајсторовиќ, со жената Елка, или не знам како се викаше, така некто. Сена неуспешно, зашто немаја нито анестезија на живо не дерее. Трчам на запад таму, однапред оган ме отварат. Одгоре оган, куршуи ми свират околу мене, ченката кршат и нема фајки още. Пред да влеземе во куќата, почнат да лајат кучиња. И тие мајдите патрулира. И ние како застанавме за не, и тоа дојде овој куршума тука и мене право ми стори косот и право ми се закачи тука. Ка фрлија бензинот и напален бомби, почна да чадат. Да горат лешовите, а црн кадиш. И се маска ми дадеа, така. Ја искористив то чадот, се пуши да бегам. И тој ме удри тука, јас од уста почнав да карварам. Ама исто време ме ја фати
нозите ми останаа надвор. Осеќам чижмата полна ми е водена. Викаме рани. И тогаш ми ја зеде шинелата цела. Јас тогаш слушам, тој дење му вика, избега, вика, со белата коса. Јас име плава, долга коса. Избега, вика. Јас се собра, земав трева и од тие долгите треви ја врза ногата над ова, над панталоните и како да ми застана топло. Слушам, од таа страна беа наши. И тога, значи, од назад, викерот што викме тие, пукна, ме фатил тука од грбот и тука и коска. Фати и ректа цела беше пукната и скокаше како петло и паат ме чукнал по главата. Ја фајкам начината, скока, значи така, и си завртив така, на вако поза си останав. И гледам оддолу трчат војниците. И јас се не освестив. Не знам сега понатаму. Сега приказник ти ја кажам. Сега сонувам дека бев во Господ. Во Господ бев, одам горе, Божем, и ми спадна едно забраден човек, како поп, и му викам, сакам да дојдам да ме приврзиш. Не, вика, ти не си за тука. Ти си за друго место. Како приврзник и си одам? Не, тие што си за тука, гледаш там. Врзани, указани варат и чинуват така што е Библијата што викме, то го видам на лице место. Одинак. Го видам на лице место, значи, мој живот тоа е, кома. Значи, тие што се за тука, тие се такви. Ја му викам, ја дам отпор. Само мачам кога се гледа со животот. Не, ќе те убијам, викам. Ја автомата да го пунувам за да пукам на него. А вика, многу си упорен, вика, штом си упорен, ќе те пуштам по друмото. Стъпнува там нещо, отваря некоја дупка и ја паѓам. И сега јас на тоа идеја ще викам, војќа, помош, паѓам долу, пуп, се разбудих тука и гледам, се разбудих така сам бил, значи. Гледам, никој нема околу мене. Јас знам дека се не освести вака. Сега така. Барам торбата нема, барам автомат нема. Ништо немам. А то поминало околу 5-6 дена. Значи 5 дена бев во кома сама, че така се гледа. И сега нема. Значи војста дошло тук и нема доврши. Ама бев цела разкрвавен, свет, значи од таму од другите. Ти вика, кога се гледа, зеле автомат, зеле тоа што треба и остави го. Късмет съм имал многу, што од сите проба со балонетите, значи, а мен не ми дадеа така, вида може крв сега да има, и ме остави. И сега што да парам јаска, не станувам, кинам кошулите, сега врзвам ръкта тука, така сега гледам, значи, да можем. Пробвам да станам, ногата не може там. И се на вас страна, значи, почнем да се влечам, отидох до та плоча, што бев да паднам, на нея ако трябваше. Довлече още 5-6 метра и се скрив по една смрека долу и се уста сува све, копам там тие лучките, некако кокарче ще са, си къснам тревичките там, колко да ми доја влага на уста и шени се. И се слушам отдолу свирка, значи, неко болничарка иде. Кој си? Ја му викам лисицата. Ранец, дојде, ми преврзе първо ръкта, ми превазе тука на квото и ме грабна на гърбото, влече на страна, по-долу други дойде, значи болничара, ме кринадете и ме отнесе до Топовската единица. Ние ако заминаме за Стара Гърция, нашата чета броеше около 85-6 души. 90 на 100 беа
македонци, имаше понекад маđerите. Кога требаше да се вратиме назад, бројот не беше исто, но македонци беа само 16 души. Тројца, четворица што беа околу кујната, старци што се вртат, тие беа читави. А другите кој по еднаш, кој по два пати ранети беа. Ниеден немаше читави. И убиените борци беа вака префрлени преку седлата. И јас ке гледав и си знаев кој ќе дојда, ми кажува Јани, Петре, кој загина. И јас си викам, еве сега и они, нивните, и се нивните деца се сираци. Америка му викаше, кога влега, нема милост, колите горите. Дури напал бомби за прв пат во светот беа употребени во нашите, на нашите одреди, на нас. Напал бомби. Само за еден ден колку бомби се изфрлени само во Преспа. За еден ден. 49-та. Кога гореше местото, фрла е запалливи работи. Горе деца да ги гледаш по 2 метра да плачи, да викав, да бара помош. А ти си сестра, не можеш да му помогнеш. Знаеш колко е жалостно, седам таму и кој ќе ми растекни плачам. Викам, тие мајки да знаат каму се децата. Не дај Боже, никогаш тоа да биде. Ние тогаш последно избегавме. Прво Грамос го чистија и почна летоци да фрлат аеропланите, дека кој има мажи, партизани, андарте, ги вика они, кој има синови, да му рече да се вратат, дека сега вика шо го најде Грамос, ке го најде и Вичо. И така бидна. Еден ден кога се засели, тоа авионите како орли огромни не надлетуваат, точно ми се чини над нашата глава. И кога почна бомбардирањето со топови, селото виде дека нема спас, дека ќе изгинеме сите, и се почнеме да се собираме по 5-6 фамилии во една куќа, и само што зазори тргнавме ние да бегаме кон границата, зашто ќе изгиневме сите до еден. И авиони врвеа згора, тога десант фрлие во ова, над Бесвина. Десантски единици има фрлено, авионите секаде. Што да ти кажам? Овие војници, тоа малото езело, беше се во крв. И во Божиница се спушија, носија двајца, вера, ке ме отепат. И ме фаќа мене, јас запишам, Марика ми вика, немој, озгора ми тралират авионите, за некој е подел у Божиница и ја стреля. Врие селото цивили, врие, партизани, врие. Никој не знае што е, каде. Хаос. Поча да затемнува. Росивака, темница, мъгла, опасна. И се добива наредба целата стока, целото тешко оружје да се сокрие. Мора да се избега од ова место. Сегде обколени сме, нема излез. Почна да пука и навлегва грците. И цело село почна да бега. Значи, кој испуши стока, овци, седника, прашина, не се зна вака па. Стока, луѓа, мајки, жени, деца, све, значи, полно. И али врата си, прво авионот Галатата почна ниско да лета и да прети, значи да се придајме, да чинуме. Ние само вика командирите, напред, само да трчте. И така тргнахме. Се спрачи една колона, го оставихме пътот и почнахме по карпот. Колко одиме нагоре, се појќе почна снегче да појќе. Почна ветер силен да дува, почна
да дува толку многу што некој што имаше некој мушаму згора смрзната ма фрла. Оди нагоре уште бетер, почна да мрзнат луѓето. Нозете ти смрзнува, ръцете како што држиш пушката ти смрзнува. Колку одиме нагоре, некој овки рече не може да му помогнеш, од згора стално иде наредба, деца не стоите, пазите да не се лигне, се лигна, падна готово. Деца никој не ќе може да помогне, помогнете се сами, кураж деца. И мене почна да ми фаќа на носталгија. Леле, вика, мајка ми сега како ќе плаче кога ќе чуе дека Лазо умре, дека смрзнал Лазо. Десетици паѓат, мрзнат луѓето. И само викат, ако застанете, не стоите. Мрдете со нозите. Деца мрдете, а уште малку, уште малце. И така неколку сати додека се скачеме најгоре. Дори да дојдеме до нашето село, може 6 на 100 измрзнаа децата. Умреа неколку по патот. Дори исто кога ги пуштиме во Албанија, значи, сите без прсти беа. Се тука, значи, измрзнати и сите инвалидки станаа. Во 48 беше како да ти кажам, најлошо. Бомбардирање и дојдов во почне да бомбардират, го напуштивме селото, тоа ни рекоа. Све со страх, све со бомбардирање. Ако бие топо, авиони ќе нема, ако престанат топо, авионите ќе дојдат. Навечер топовите, ноќ за бајлето, авионите, секој пат. Не можеме водичка да се напуниме од чешмата. И ги испративме децата пролета, во март месец. И летото почнаа бомбардировките на селото. Секој ден. Секој ден авионите бомбардираа, секој ден вода не можеме да земеме, да се напиеме, леп да си месиме не можевме. Тоа секој ден гореше селото. Цел ден глава не кренаме. Ниту бевме сокриени, лежевме дома, шо ќе дојдете и чекај да падне дома. Скриени во скривниците. Скривниците излегов и јас за да видам. Таква бев пргава и бомбардира кравата, телето што ќе направат да видам. Кој излегов сите чарчови, вака овие чарчови ги викаме ние. Дрвата од прозорите, од вратите, све беше паднато од бомбата што удря близу. Кјошот на племната падна, телето надвор тие и тоа излегов и најдов едно партизанче утепано надвор. Со аеропланите тие и дури нашите жени, старите му викаа на партизаните. А бре, со таа Русија, вика, што ветува, што не ви пошла аероплани, вика. А американските аероплани не толчат, вика, тука и англиските. А со аероплани не да пустие. Ние се сакаме самостална съборена за Македонија, значи слободна, да се живееме како македонци. Грците почна повеќе да ни викат, вие сакате да продаете Македонија на Југославија. Кога тие формации од Југославија што соработува со КПГ Грција и така натака, има и многу негативни некои работи, затоа што македонското прашање не му беше на некој убо. Ние се расправаме со грците. Еднаш викат имате автономија, друг пат не. Значи се расправаме стално, значи. Едно дете свика, си наполнивме ние водичка од извора, таму многу студена вода имаше за пиење, за приквечерина одевме да полниме ладна вода. И вика, гледайте, ние се свртивме, 10 деца бевме и еден уби едно партизанче. Од чега? После ја разбрав дека било партизан, му откажала тој командант, му откажал некој потоа и он го уби детето пред нас и ние ги фрлиме стомните, ги скршиме, трчавме дома, мајките не тријат, ни дават шекер и вода да се напиеме, водичка. Во јули падна Грамус. Првата таква. И се собраа сега 14-та дивиза, 16-та и 18-та.
сите единици се тука, нема никъде на друго место. И стана тука Маркос, на една чешма със сеќам добра ливада имаше тука. Ако имаш да може да се посмия преска, викам да нагознеш то место, да се подсетне на това. И стана на тази чешмата, другари и другарки вика. До сега, що се бориме, все беше джаба. Гинеме за джаба народ на планините само. Трябва ние да се спушиме во селата и у градовите. Тия речи му диктира Маркос на борците. И ние сите викме, ура, значи, браво. Така, по-добро, што ќе чувам ја брдото джаба да загинуваш. И така, одмah завърши то, стана другият пък, Захариадис. Охи, вика, не. Фронт, вика съм, фронтал. И тук се заедеме малце така. Той Марко може беше македонен, па после го сменија, Захариадис взема. И кога земно Захариадис, веќе се виде шо е. Грчката партија и Захариади напаѓа Југославија и Тито, нели, дека дозволи грчката армија да не удри заради грб. И затоа ние сме изгубили војната. 48 нели стана информбирото. Тито е затвори границата. Чем Сталин го објави на Тито како предател, веќе границата не се затвори во Вичо. Не може да влеземе во Битол. Ако евентуално сакаше Југославија, со првата фанзива Грци што направија на Бичо, ние ќе спасиме многу другари. А после од кога објави Сталин, нели, на Тито го објави за предател, така и тогаш односите и така се изгуби демократската армија. Иначе немаше да се изгуби. Демократската армија беше многу силна, така имаше јаки луѓе, јаки борци. Душата ја даве. Почетокот на 48 тврдија на парола дека ја отворија границите, Тито ја отвори границите, да помине границите без шелага. Нашите единици тргна да бегат за Југославија. А он не и пушта. Мора некој да се врати на Мала Преспа там на Острош, дека за Албања да бегне да чинуват. Дури имаше некој пукнувајте од задин. Зато викме ние зборот. Југославија не удри ножот во грбот. Кога почна прочистителна акција, што ја викат грците. Кога дојде веќе американци, фргаја бомби горише, цели жита горе. На 15 август почна Ингатерстике се пихериси се викат, значи прочистување на цела Македонија, така се викаше. И тогаш даде наредба генералниот штаб на демократска армија, даде наредба да се повлекуваат сите за Албања. После кога се скара, значи големите сили, знаеш, таму вамо, Југославија наудри од задин. Наудри, дури пушти војска грчка, опресва позад Занин и на обколија, значи. И на крај дури ние, ако не беше Албанија, ќе беме сите денес заробени и уништени. Ей, море, пиле, шарено, шо добро виде од мене, од мене. Калина
со масло крилца ладеше, ладеше. Ко бегавме од Грамос, ние војската дојде писмо да напуштиме Грција, да влеземе во Албанија. Отиде официро наш, Сотир Люкров се викаше, горе на границата, и вика на албанецо, границата ќе ја отвориш и сите партизани тука ќе влезе. Сите македонци таму да влезат, партизани бе. То не бевме мало. И он го брка. И кушокета кишата, но на му се развика одгоре. Ой. И дојде тој плачејки, готови сме луѓа. Отидоме до албанска граница, не фатих, вечерта беше сега. На една страна офицер партизан, на друга страна офицер од албанска страна. Хајде партизани, хајде партизани. Како што навлегуваме, оставаме оружјето купишта, овие постарите јунаци плачат за оружјето. Што не најде? Ние изгубиме све, сега оружјето. Навлегуваме, од таму на 200 метра не чекаат камиони војнички со мушами, големи, албански. Не да товарија во тие камиони, гладни, вода за вода, ќумриш бргова за гладни кејаш и земја ако треба. И ко влеговме едно 2 ливади, 3 пълно беше партизани. 3 дена седевме таму, знаеш, гладни и без вода и без хлеб. И ја мене ми се стемна веќе. Гледам села има, луѓе излегуват, влегуват. И викам, сја ќе одам ја, невестава што искочи там, ќе му барам леп. И отиду, му се развика. Ну се, побука, имате леп, имате уја, вода, имате. Викам, болни се партизаните сакат. Сега, ко дигнае стомни, ко дигнае лево, ко дојдоја на сите по едно парче. Ме донекоја на амбулантата тука, на Корча, там ме оперисае, ме фати тифос, од гладос. Ме испратија зима беше, последни женски конгрес со генерален секретар на Европа, жена. И втората генерален секретар и на Захаријаде жената Рула, секретар на Комунистичка партија на Грција. И тога ни извадија нам и Захаријади почна да зборува дека еве предателската организација, ние сме виновни за поразот на ДАК. И стана Мало да збори, него остани, стана Којчев и Којчев ништо, стана Паскал, долу продоти му вика на Паскал. И мене ме фати и најпи, и јас излегув и на македонски зборот, не на грчки, тие на грчки, а на македонски. Му вика, другарот, и полно народ имаше во ова. А другарот Захаријади не знае дека од 14 години дете до 80 години баба работеше, македонците работа. Ние не можеме да бидеме на таква организација, не може да е предателска организација, таквата организација. И ние 3 женски од Корча што беме делегати, ранети, излегоме и кажавме. Ние и молиме да не се мешат во нашо движење. Ние Европа ја познаваме како предатели. Зашто? Зашто кога ние дојдоме во Вичо и видоме војската како се спушти од таму и не окружи. Значи, кој знаеше од и Централни комитет е во Вичо? Не зема, не ставе 3 месеци во самица, во Албанија. И една, и беше еден, и ја ставија во келија дупла, згора беше ова, и тука беше принцезата, ова, албанската принцеза. И јас слушав секоја шлап-шлап со плашките. И доваѓа еднаш Ибраим се викаше, тој ми носеше една
овија капите, тенџери, мармелад ми носе, и како кучи, јас еден ден му викам, му викам, но, он се тарна, вика, шо праш така, не сум куче, му викам на него, на македонски. И после ми отвори да видам кој е. И јас од ова видов дека е принцезата. Старата принцеза, и после ми кажа една Албанка дека таа не сакаше да бега, вика нека умрам тума, не бегам од Албанија. И не и 3 месеци нам не имае во затвор. После дојде еден офицер, албанец беше или грчки, не знам што беше, на грчки не прашуваше кој сме, што сме, и ја на вечера не зема сите, не врза и преку половина, и раците, и во камион отворен, и не носат. И си рекме, ке не носат да не стрелят. Дома тина за некој во Бурели, во речиме на пристаништето. И оттаму во бродот, преку Средоземно море, Дарданелите, во Одеса, од Одеса, во затвор, во Москва. Во Русија, преку Турција, со брод. Од Турција не качија на бродови товарни. Све вака. И ние легнати. И су умреа партизани колку загушливо, озгора Турија, жито. Треба да помине на граница. На која граница не знам. Од Турција се качевме. И додека поминиме страшните места, почнае да умире доле у бродо. И трчи ние една друга сестра имаше и ја. Ги вадиме горе, умират. Викаме, шо да ги правиме? Фрлате ги доле. Колку деца фарливме у морето. То никој не го знае. 7 дена патувавме на Црно море, не следеја. Ама не смееме горе, тука моќење, тука какање во бродот. Беше многу тешко, вистина. И ваздух пуштеа од горе. И кога излегоме после во Батум не извадија надвор. Јас ја напуши 49-та година од Албанија, од Дурес со брод. И тоа бродо требаш да води преку... Пред нас отиде брод, што одеш за Ташкент. Грчката влада го откри и рекоа дека партизани, не веќе партизани, дека чепляди, марамите поминаа по грчка вода. И тога беше принудена раководството грчко беше тоа. И ние требаше да поминеме по там и да се вратиме во Полска или во Ческа. И после не смееме да одеме, и ујдоме после со брод 15, со полски брод, бродот беше германски товарен, кој ми е заробено тоа. 3000 партизани беме и 3000 старци. По пото шо мирве, поле около Тореве и тоа и земаше водата. 15 дена дојдоме од Гибралтар, влегоме од Атлантискиот океан, а стигнаме во Полска 29 ноември, стигнаме во Полска во декември, 15 декември. 15 дена никој не јадеше, никој не пиеше, те види да излеземе на земјата. Не земае во воени овие, поново шинелите, алишта, све ни ваде, стерилизација ни правише војската. Косата на сите проверка за вошки да немаме, а јас не дадо пак да ми се сече косата, долга коса име, чиста бе. И така, од таму после не пројде во Каспитско море. Во Каспитско море со брод не вадат после на другата страна, во еден голем ресторан. Тука ни направија голема чест русите. И наредија сите македонки, што знаат македонски јазик, да седнат на другата страна. Батальон ќе сформират македонски. Ова Лефортовска, Бутирка, ова сите затвори ги поминав. Од почетокот многу лошо се понаша. После сватија и тие, отидоа во Ташкент, прашува кој сме, шо сме, како сме. После почна тој да вика Верочка. А еден ден
Овој следовател во Грк беше. Ми вика, леле, Вера, вика, шо бре му вика, имаше филм и те гледав и тебе, вика, во униформа. Како бре, јас се стресам. Јас лично отидов кај Хрушов, лично се обратив кај Хрушов, ние сме македонци, викам, комунисти, сакаме во Југославија дојдеме, во Македонија. И после Брежнев ме повика, отидов кај Брежнев, вика, зошто не доваѓавте кај нас? Викам, јас секој ден доваѓавме, само не пуштеа кај вас, вика. Шо е плен? Грците со војна не избрка, го нападнаа селото. И од кога го нападна селото, од кога избегаме целиот народ, сите на граница дојдеме. И тога грците почнаа да палат кујки. И не собрава на зисово гумно војка. Земите си вика за 3 дена леп. И по 3 дена и говеда и овци све вика соберите. Оствари. Со татко ми, брат ми и јас избегавме. И тоа од истиот ден дојде партизан од селото за помош, бидејќи знаева дека од организацијата дека татко ми беше шлогиран и еднаш ни рекоа да го оставиме, ама ние не сакавме. И дојде партизанчето да ни помогне со намагарето, го качевме на намагаре. Само 2 стари останаше, не можеа да бегат. Друго ништо немаше. И кокошки, мачки што останаа живи. Горе војник не стоеше, ме види и почна да вика. Јас вика и не знам када викам, не знаев убо македонски, ние другше збореме. И кучината ми се загна, ме обиколија, дое војнико ме фати. Јас села у кисло, у снег. И не икам да влезам у караулот. Ме викат војниците, тие капетани шо беа официри, ајде другар ке влези. Ја не ми студе, стоја натур. И дојде еден по-српски ми вика, ајде партизанко, уđи унутра, не се бој, ние сме Титова војска и ми дое слобода. Ја мислев ко фашистите. Дојдоа камионите, не собраа, не донесо во Битола пак надвор. Еден ден во Битола, друг ден една вечер. После не земава, не однесо во Прилеп, од Прилеп беме во едни бараки тамо во Брилово. После од Брилово навака Штип. Од Љубојна со камион не зема, не носат во Ресен, го поминавме, знаеш, поминуваме за Ресен ко не носе и деца се берат и викат егејци, ние прв пат тој збор егејци, а не знаевме дека нас не викат егејци.